Танцот е креативен начин на разрешување на проблемите. Многу истражувања покажуваат дека е ефективен начин за справување со агресијата кај децата. Денес во Приказна ќе говориме за важноста и придобивките од танцувањето кај децата. Нина Спасовска е идна 8-оделенка од Скопје, која е вистинска влюбеничка во танцот. Почнала да танцува на 6 години. Јас и моите родители заедно бевме во близина на една спортска сала во која што се одржуваше танцов натпревар, во кој што учествува танчери од клубот Dance Rush United. И јас многу се заинтересирав за нив, многу ми се допадна целиот тој изглед и целиот настап и нивното однесување на сцената. Односно, нели, шминка, фризура, како се чекорите кои што ги правеа, и многу се заинтересирав, многу ми се допадна. И кажав на мајка ми дека сакам да танцувам како нив, и мајка ми веднаш се заинтересира за клубот и веќе од следната сезона станав член на тој клуб. Учествувала на бројни надпреварувања, откаде често се враќала со награди. Па танцувам сама, се надпреварувам во разни категории од танцот, значи соло шоу, соло опен и настапувам заедно со мојата група, со моите колешки. Соло шоу тоа е категорија во која што се надпреварувам од повеќе танци, значи тоа е една цела кореографија само од повеќе танци. Соло опен категорија е една од потешките категории во танцот, така што има 5 танци: самба, румба, ча-ча-ча и џајв. И групно е група од повеќе девојчиња, која што мојот тренер Никола Дамовски ни прави кореографија за сите нас. Последниот голем успех на Нина е светското првенство во Полска, каде со својот совршен танц ги освоила симпатиите на жирито, па дома се врати со златен медал и нова титула. Минатата година настапував на светското првенство во Полска во Варшава. Тоа ми беше прва година. А оваа година ми беше втор пат да настапувам на таква сцена со толку исклучително успешни танчери. И на тоа светско првенство ја добив мојата најзначајна награда. Го добив првото место за соло шоу категорија во група. Така што многу сум задоволна од целата сезона и како заврши на моите тренери и ментори, на моите родители посебно. Секој судија си има посебни критериуми за оценување. Сепак има неколку елементи на кои треба да се посвети повеќе внимание. Додава Нина и вели дека пред секој надпревар подготовките се интензивни. Па пред секој надпревар јас многу редовно тренирам, вежбам. И навистина скоро секој ден сум во клубот, така што треба интензивно да се тренира. А костимите веќе клубот многу долго години соработува со костимограф кој што ни ги шиете костимите многу квалитетно и навистина имаме супер соработка со нив. Плановите во иднина се поврзани со танцот. Планирам да продолжам да танцувам, да постигнувам успеси и да се надоградувам, вели за крај Нина. Часовите за танцување може да го научат едно дете на самодоверба, самодисциплина, став и грациозност. Но најважно и за детето и за родителот, часовите по танцување се забавни и ги прават децата среќни. Еве што ви откриваме во истражувањето кое што го направивме. Танцот е суштински дел од животот, а во многу земји е вклучен и како дел од образовните политики. Танцување може да влијае позитивно врз спречувањето на дебелина кај децата, но и стекнување самодоверба, грациозност, став, самодисциплина и одговорност. Со балетската уметност се започнува негде околу 8-та година од животот на човекот. Значи, децата кои доаѓаат во балетското училиште, во најголем случај се девојчиња, но за наша среќа се појавуваат и момчиња, што особено ме радува. Прво, поставувањето на телото е она најбитното во самите почетоци, кога се почнува со првите елементи, со владувањето на првите елементи на таа сложена и тешка, нели, како што реков, тој сложен систем од знаци, движења, форми и така натаму. Танцот од секогаш бил значаен дел од човековата култура.
Некои археолошки откритија покажуваат дека тој постоел во Индија пред 9000 години и Египет пред 5300 години. А во модерно време, кога живееме динамично и брзо, кога исхраната не ни е секогаш на највисоко ниво и кога не сме активни физички, танцот може да има клучна улога, посебно кај младите. Се поставува кичмата, се дигаат децата горе. Значи, со самото това, веќе телото е поставено во една позиција правилна, како што треба да биде. Потова, децата и балетските уметници се едуцираат 8 години за да ја совладаат таа техника. Што значи, покрај она што би се рекло физичкиот напор, кој е навистина многу голем, тука во секи случај е и интелектуалниот момент, заради тоа што ако нема мисла, ако не се размислува и ако во таја смисла не се совладува целата онаја техника, елементи, не се прави ништо. Што значи дека и физичката и менталната кондиција е на висок ниво. Танцовите вежби, приспособени на возраста на децата, помагаат да им се развие чувство за координација, музикалност и за ритам, но и да се зајакне мускулатурата и да се подобри ориентацијата во просторот. Со вежбањето низ игра и забава, на детето му се всадува и чувство за одговорност и дисциплина. Танцувањето е една од најзабавните форми на физички вежби. Децата преку танцот уште од рана возраст совладуваат како да се мотивираат за физичка активност. Танцувањето ја подобрува флексибилноста кај децата, нивните движења, физичка сила и кондиција. Овие активности им помагаат на децата и дома и во училиште. Танцувачкото образование има важни придобивки за општествените односи на учениците, особено меѓу половите и возрастните групи. Многу форми на танц се инхерентно социјални. Тие вклучуваат движење заедно со синхронијата и емпатијата преку директен физички контакт. При евалуацијата на Dancing Classrooms во Њу Јорк, 95% од наставниците истакнале дека танцувањето влијаело кон подобрување во способностите на учениците да соработуваат. Во истражување во Лос Анџелес, дури 66% од директорите на училиштата изјавиле дека откако започнала програмата за танцување, нивните ученици покажале зголемено прифаќање на другите, а дури 81% од учениците изјавиле дека покажуваат почит кон другите. Во Македонија постои интерес за балетската уметност. Интересот кон балетската уметност, а специјално кон танцовата уметност, е голема. Покрај балетското училиште и покрај овие две институции, академии, многу колешки кои веќе се исто така во пензија, отвараат своји студија и работат со деца, а бројот на децата кои се членови на тие такви институции, можам да кажам дека е навистина фантастичен. Фантастичен, дури, како би оно рекле, преку броен. Ова истражување ќе го заокружиме со мало навраќање на почетоците на Джипунова. Ја не бев прва балерина, бев истакнат солист и во монографијата 50 години на македонскиот балет стои Емилија Джипунова, една од најангажираните балетски уметници, со добра класична балетска техника, со изразен сценски шар и грациозност во танцот. А критичарите велат дека сум ја алегро балерина. Алегрото е форма во која се сублимирани оние исклучиво брзите и сложени елементи од танцовата уметност. Тука се скоковите, пируетите. А мојата кариера, значи, стварно беше исполнета со многу соло вариации,
Но една која ми е останата така длабоко во душата и во срцето, тоа е една варијација со која во едно гостување во Белград, во Народното позориште, публиката, за моја среќа, 3 пати ме врати на отворена сцена. Што значи дека ја таа варијација сум ја одиграла на таков ниво, да публиката тоа го видела, го доживеала и со бурен аплауз ми има поздравено, се разбира. Со истата варијација во Сараево, после завршетокот на представата, ја добив понуда да останам во Сараево као нивна балерина, што ќе ми ги пружат сите можности да бидам прва балерина, висока плата и така натаму. Меѓутоа, ја останав и се вратив во Скопје. Многу земји одамна ги сватиле придобивките од танцувањето и го вклучиле не само во животот, туку и во образованието. Зошто танцувањето за децата е еднакво важно како и математиката, јазиците или било кој друг од предметите кои што се дел од нивното образование? Така. Многу одамна, уште во античко време, во Спарта имаат воведено предмет кој се однесува на танцувањето. Во една држава која е војничка, таму се практицирало така наречена пирика, која е танц на напад, одбрана, се вежбаат овие движења. Значи, дури и старите грци ги согледале придобивките на танцувањето. Танцувањето е битно за развојот на младата популација од неколку причини. Меѓутоа, за да можам да објаснам, ќе дадам една кратка дефиниција на тоа што е танцот. Танц е проширено движење, изведено во некаква ритмичка шема, преку која се искажуваат емоции. Сега во оваа дефиниција ги наоѓаме сите придобивки. Значи, од една страна, тоа е воспитување на телото. Од друга страна, тоа танцување е поставено во некаква ритмичка и е поврзано со аудиалниот аспект и конечно танцот е канал преку кој се изразуваат емоциите. Најчесто тоа се позитивни емоции. Кога сме тажни, ние не танцуваме. Танцуваме кога сме среќни, восхитени, радосни, кога сакаме да ја пренесеме таа и да ја споделиме таа радост со другите. Колку во таа насока танцувањето може да го подобри или да влијае позитивно на менталното здравје кај дечињата? Апсолутно може да влијае, бидејќи преку танцувањето ние опфаќаме неколку аспекти. Кога се танцува во група, треба да се внимава да се создаде една колективна енергија, односно да се воспита едно колективно тело, ако можам така да кажам, односот кон другиот, внимавање на чекорите, создавање на една уникатна енергија која се пренесува во време на танцувањето. Тоа е како и кај спортовите. За колективниот успех се сите одговорни и сите треба да учествуваат еднакво. Социализацијата, споделувањето, доколку некој не може помошта од останатите во групата. Значи, многу позитивни аспекти имаме во однос на танцувањето. Земајки ги оние најмалите, од најмали нозе, кои веќе почнуваат да танцуваат, па и кога зборуваме за професионалните ансамбли. Во таа насока, верувам дека тоа помага и да се совлада можеби стравот од говорење пред други, пред публика, од совладување на вештините за социализација, не само додека се танцува, туку и надвор од тој дел. Апсолутно. Особено после пандемијата е нагласена една асоцијална компонента кај младите, бидејќи тоа затварање дома, некомуникација се одрази на нив најмногу. Танцувањето им помага да воспостават мостови на пријателство,
повторно да се социализираат, да ги споделат своите искуства, да го победат стравот, бидејќи секој настап доаѓа со трема. Меѓутоа, таа трема не треба да го извади она негативното од нас, туку да представува импулс да станеме подобри и да постигнеме повеќе. Следев некои истражувања кои што ги правеле танчерски непрофитни организации во Америка и тие го анализирале влијанието на танцувањето кај дечињата врз како се подобриле нивните вештини во поглед на образовните предмети, Так. математика и слично. Како танцувањето може да ги подобри тие вештини? Америка може би отишла најдалеку во истражување на влијанието на танцот врз развојот на младата популација, на адолесцентите. Имаме 3 нивоа. Значи, од една страна е развој на моториката. Кога танцуваме, ние може да активираме дури половина од нашата мускулатура. Тоа значи едно контролирано движење, воспитување на телото и целисходно движење во просторот и времето. Потоа тоа е тој аудиелен пласт, каде што ние треба нашето танцување да го поставиме во некаква музичка шема, ритмичка шема. И на крај тоа е таа социјална димензија, емоционалната зрелост која се постигнува преку танцувањето, така да ефектот не е занемарлив. Иако навидум изгледа дека некој друг предмет е многу поважен, меѓутоа најновите истражувања покажуваат дека уметностите и текако влијаат не само танцувањето, и музиката, и ликовното образование врз оформувањето на една комплетна личност. Точно, да, се согласувам. Бројни истражувања покажуваат дека дури и влијаат позитивно врз намалување на агресивноста. Да. Имаат смирувачки ефект. Ќе го искористам оној дел кај што споменавте дека танцувањето било користено како техника за војниците. Да. Ми се чини дека Сократи има некоја изјава дека добар војник треба да биде добар танчер. Да. Колку ова е важно да го сватиме и ние како и родители и воспитувачи за да ги иницираме децата да танцуваат повеќе. Јас мислам дека децата сакаат да танцуваат, само треба да се поддржи нивната желба. Нашата средина, за жал, е стигматизирана во однос на машките деца и тука се појавуваат некакви стереотипни размислувања. Меѓутоа, мислам дека сите сакаме да танцуваме. Тоа буквално е канал каде што се пренесува радоста и љубовта. Би апелирала до сите родители, немојте да ги оставате вашите деца заради неможност, немање време, доколку пројавуваат некаква желба. Исто така, многу е важно да се одбере соодветно студио, соодветна танцова форма. Родителите не треба да се плашат, да прашаат за бекграундот на тоа студио, за професионалната подготовка на тој учител по танц, бидејќи се работи за тело како инструмент, како апарат. Мала повреда, мало незнаење може да доведе до последици кои се здравствени и кои можат да се пренесуваат понатаму. Танцување да, меѓутоа на соодветното место. Во таа насока, која е најраната возраст кога дечињата може да се однесат да учат танцување? Па еве, јас следам во градинките, има некакви танцови курсови. Значи, тоа се некои 3-4 години, кога тоа дете е свесно за себе, кога може да примени некаква најелементарна координација, бидејќи тоа е основата на танцувањето. За класичен балет возраста е многу поголема, тоа се 9 или 10 години, заради програмата и оптеретувањето на рбетниот столб и превенирање на можните негативни последици. Значи 9-10 годишна возраст кога веќе телото е оформено. За класичен балет, за сите останати форми слободно.
Кога го зборуваме ова, колку танцувањето кај нас се разгледува од аспект на образовните програми, при тоа од формалните, да не ги спомнувам неформалните, бидејќи тие на некој начин се присутни, ги имаме и постигнуваат резултати, и дечињата се задоволни, и родителите, и тоа видливо влијае позитивно на секој аспект. Како тоа да го вметнеме во формалното образование? Колку што јас сум запознаена, досека имаше еден изборен предмет во основното образование, се викаше ора и танци. Меѓутоа, сето тоа остана само на листа на изборни предмети. Не знам зошто, како паралела, во рамки на физичкото образование не би се вметнала некаква форма на танцово образование. Не мора да се тоа фолклорни танци. Ние имаме афинитет и многу друштва, меѓутоа може да е модерен танц, може да е класичен танц, најразлични форми кои се сега актуелни, од хип-хоп, брейкденс, така натаму, да не ги набројувам според афинитетот на децата. Колку за тоа е потребно да се поседува талент? Дали за танцување мора да имаме талент? За да постигнеме врвни професионални резултати, апсолутно мора да се има талент. Меѓутоа, за да се танцува, треба да се има само желба. Доволна е желбата и да се втурнеме во една нова авантура. Повторно на Запад гледаме возрастни луѓе на возраст од 80 па и 90 години како танцуваат. Некои од нив практикуваат класичен балет, кој е исклучително сложен по својата поставеност. Значи, ако се сака, се може. И јас ги поттикнувам сите кои сакаат, дури како профилактичко средство, како превентивно средство, при деформации на рбетен столб, при некои болести кои се врзани со ментално здравје, се препорачува танц. Би сакала да заокружиме со една убава препорака. Може би танцот и родителите може да го искористат во семејното вклопување, во начинот на комуницирање со децата, заедно да танцуваат и на тој начин да интензивираат таа социјална алка која што ја поттикнува танцувањето. Така, кај нас ја нема таа практика на заедничко танцување. На моите студии, кога бев во Москва, јас бев сведок на многу такви практики, каде што децата танцува и изучува одредени форми на танц со своите родители, и тука радоста и споделувањето навистина беше видливо. Така да, може би, ова ќе биде поттик да се отворат некои студија кои ќе ги вклучат сите возрасти и кои ќе ги прилагодат кон оние кои доаѓаат, кон возраста, афинитетот, палета на танци постојат. Значи, не мора да се врзуваме за еден. Многу е важно да се има желба. Тоа неколку пати го споменав, и танцувањето ќе ве облагороди, верувајте. На светското првенство во латино формации одржано во Камбрилс, Шпанија, танцовата група Старс од клубот Степ Ап од Битола го освои високото 4-то место. Се надпреварувавме ние како помала група. Има и поголеми групи со различни возрасти, нели. Нашата група броеше 5 девојки, всушност ние сме 8, но поради одредени причини само 5 отидовме. И старосната категорија од 19 до 35 години. Во конкуренција на 17 латино формации, нашите девојки се покажаа како вистински професионалци. Се надпреваруваа рамо до рамо со светски сили, како што се кинески Тајпеј, Шпанија, Германија, Португалија, Австрија, Франција, Литванија и Турција, а оценувани беа од судии од 8 различни земји. Нијанси беа буквално во прашање со останатите групи кои што освоија, нели, повисоко место. Текот на надпреварот искрено беше многу убаво организиран. Надпревар, тоа
пријатно не изненади, затоа што ретко кој може таков голем натпревар да организира на убав начин, нели многу треба убава организација за тоа. За таква посетеност ни беше чест искрено да нели да бидеме членови на таков светски натпревар, затоа што се запознавме со најразлични девојки, со најразлични суди и интересно беше чувството затоа што си честитавме меѓусебно и беше интересно дека сите сме всушност заедно дојдени. Беше убаво чувство. Горди сме што го постигнавме овој успех. Докажавме дека со целосна посветеност, дисциплина и напорно тренирање, сонот се остварува, велат од клубот. Ова кореографија вежбаме од долго време и нели за оваков светски натпревар морално е да се спремиме повеќе физички, но и психички сепак, нели со разговори како и со поддршка од најблиските и од фамилијата, семејството поточно. И многу, да речем, големо вложување имавме од сите нас за да успееме на овој натпревар, а се представивме, како што кажав, со 5 девојки. И исто, значи, бевме со нашиот тренер и со претседателката таму одење. Имињата на девојките: Тамара Панова, Маја Крстевска, Зорица Симјановска, Јана Мицевска и Софија Богоевска, заедно со својот тренер и кореограф Јагода Димовска. Со успехот на ова светско првенство ќе останат за секогаш врежани во историјата на успеси на македонскиот танцов спорт. На 5 годишна возраст родителите ме запишаа во приватно балетско училиште, каде што после на 6 годишна возраст продолжив во основното балетско училиште ДМБ Оциле Николовски Луи. И мислам дека од ден за ден се поголема и поголема расте мојата љубов кон танцот, па и како созревав и растев и бев свесна за тоа, се повеќе и повеќе ме интересираше и ме влечеше ова наша прекрасна престижна професија. Покрај тоа што бев навлезана во сферата на танцот, на практичната работа, сакав повеќе да осознавам и за теоретскиот дел, односно многу ме влече и ме интересира професорската дејност во нашата професија. Теоретскиот дел, како што кажав, со тоа што многу надоградување има понатаму во студиите на кои што сум моментално. Предноста е голема ако зборуваме за физички аспект, физичкиот развој кај децата. Навистина голема улога игра танцот, балетската уметност, со тоа што јас би издвоила на исто ниво дека тука е и личната надоградба на детето, бидејќи пред се децата се здобиваат со самодоверба, со посетување на балетски часови. Со тоа што не значи дека секое дете понатаму во животот ќе стане балерина или ќе продолжи со оваа професија, меѓутоа покрај самодоверба децата учат од оваа уметност, учат и дисциплина, учат самопочитување, почитување на околината околу себе, работа со други ученици. Би ги издвоила тука Анастасија Калимановска, што ми беше наставничка во основното образование, потоа предовка и професорката Сладјана Спасиновска во средното и сега на факултетот како ментор би издвоила Сонја Здравкова Джапаровска. Мислам дека неизмерната поддршка и верба пред се што ја имаа во мене, за јас да можам да верувам и во себе потоа, им ја препишувам на нив. И мислам дека да, професорите како кадар се многу важен дел од нашата професија. Без нив ние не би можеле да сме тоа што сме. Имаме прекрасен кадар на наставници и на професори и во основното и во средното образование и на факултетот. Еден танчар може да активира едновремено и до 150 мускули. Ако се знае дека во човековото тело има вкупно околу 320 парови на скелетни мускули, ова подразбира свесно и контролирано движење на телото и екстремитетите. Динамичното време во кое живееме, дигиталната револуција, наметнаа преголема употреба на информатичките алатки во слободното време на децата и едновремено придонесоа за намалена физичка активност, што пак честопати е причинител за деформации на арбетниот столб кај самите деца.
Танцувањето како физичка активност резултира со намалување на неправилниот начин на држење, што пак влијае кон правилна поставеност на арбетот. Танцот како вид на физичка активност не само што влијае на зацврстување на тонусот на мускулатурата на арбетниот столб, туку се користи во отстранување на можните или потенцијалните искривувања. Работат со нас лиценцирани тренери, кои се воедно и лиценцирани судии од највисок ранг во Македонија. Ги поттикнуваме и ги советуваме родителите најдобро да започнат со запишување на своите деца на овој танцов спорт од школска возраст некаде, значи 6-7 годишна возраст. Меѓутоа, ако некој има изразена желба или има талент, може и од помала возраст, негде околу 5 годишна возраст. Со тоа што за толку малечките не се бара нешто многу, само така колку да се навикнат на танц чекорите, полесно движење. Постојат докази кои укажуваат дека децата кои активно се занимаваат со танц имаат помала изложеност и ризик за развивање здравствени проблеми. Подобрена состојба на срцето и белите дробови, зголемена мускулна сила, издржливост и аеробна кондиција, подобра координација, подобра агилност, подобра флексибилност, здрав крвен притисок, подобрена севкупна рамнотежа и подобрена просторна ориентација. Ова се само дел од здравствените придобивки кои танцот ги развива кај децата. Зошто танцот како спорт? Има многу придобивки. Значи, главна е физичката активност на секој човек, пред се за децата. Значи, најмладата популација да почнат да се занимаваат со било кој спорт е добро. Танцот ги оплеменува и ја зголемува концентрацијата кај децата, положбата на телото, значи ставот, исправено држење, добар развој, значи со текот на годините се развиваат локомоторниот систем, меѓутоа паралелно со тоа и менталната способност на децата, се зголемува концентрацијата, се подобрува самодовербата, се поттикнува чувството на одговорност, стекнуваат дисциплина и навики, редовен спортски живот, вклучувајќи исхрана, редовни тренинзи, обврска за нешто да направат во одредено време и со тоа се надоградува целокупната личност во развојот, да речам, на едно дете. Надпреварите за танцување се можност да се проследи развојот. За се она што се подготвуваат спортистите со нивните тренери, кореографии, се валоризира преку тие надпревари. Значи, надпреварите се само еден показател докаде стигнале и што сработиле помеѓу еден и друг надпревар. Цел труд, вложена енергија, поддршка нормално. Родителите се тие први кои помагаат и стојат како ветар во грб на секој од децата. Баш се покажува на тие надпревари. Успесите, па и поразите, тие ни се добар показател за докаде стигнала работата и што понатаму. Танцувањето е физички израз на ритмот на нашите чувства, идеи и врски. Да танцуваш значи да живееш, знаела да каже Исидора Данкан, која се смета за мајка на модерниот танц. Еве што ви носиме денес во артикулација. Дваесет и 9 април се слави како светскиот ден на танцот во чест на роденденот на Жан-Жорж Новер, кој е познат како творец на модерниот балет. 1500 година е прикажана најстарата танцова представа во облик на балет – бало. Многу култури во Азија имаат долга историја на формален театарски танц. Во Индија, најраната книга за танцот е стара повеќе од 1500 години. Танцувањето и физичката активност на децата треба да го добијат истото внимание како и математиката, јазиците или другите научни предмети. Ова беше поуката од денешнава приказна. Довидување!